По повеќе од 10 години овде во поликлиниката Букурешт пред која стојам јас, започна со работа кабинетот за страбизам. До сега околу 1700 пациенти за третман на страбизам на секундарно ниво беа препраќени во клиниката. Меѓутоа сега со ова нова здравствена услуга која што ја нуди поликлиниката Букурешт, овие 1700 пациенти не мора да се препраќаат на клиника за третман на страбизам, туку истата услуга можат да ја добијат овде во поликлиниката, со што ќе се растерети и самата клиника. Со овој нов кабинет добиен е и нов апарат за третман на страбизам, а со апаратот ќе управува доктор кој што за таа цел беше на едномесечна обука во Словенија. Овој апарат не само што ќе врши дијагноза, туку ќе има и терапевтски третман. Предлагам повеќе детали да слушнеме од министерот за здравство Никола Тодоров, како и од директорката на Здравствен дом Скопје Татјана Баевска-Вучковиќ. По повеќе од 10 години во Здравствен дом Скопје, одека во поликлиниката во Букурешт се отвара нов кабинет за во делот на офталмологијата за стробизам. Нешто што недостасуваше и во Здравствен дом Скопје, но и на секундарно ниво во Скопје. Во Скопје нема друг ваков кабинет на секундарно ниво, па сите пациенти за оваа дијагностичка процедура се упатувани на терциерно ниво, односно на клиника. Има и над 1700 пациенти годишно кои што се упатувани на клиника, од кои најмалку 300 се упатувани во Здравствен дом Скопје. Со отварањето на овој нов кабинет, сите овие пациенти ќе може да добијат здравствената услуга тука, во Здравствениот дом во Скопје, каде што, како што може да забележите, ходниците и чекалните се празни, а бројот на услуги кои што ги дава Здравствен дом Скопје од година во година се повеќе расте. Како педијатар, значи од медицински аспект можам да кажам колку е важен овој кабинет, бидејќи редовните и задолжителните систематски прегледи што се вршат кај децата за следење на раст и развој од 0 до 6 години во советувалиштата на Здравствен дом Скопје, сега и пациентите на кои што ќе им треба оваа услуга, меѓутоа и лекарите ќе имаат поедноставен начин за добивање на оваа услуга, бидејќи апаратот Синоптофор, кој што е набавен, истовремено врши и дијагностика, меѓутоа истиот апарат има и терапевтски третман. Само да информирам дека страбизмот се јавува кај 2% од децата до 3 години, кај 3% кај младите и децата, и тоа исто така наследен, и доколку 1 или 20 од родителите имаат страбизам, голема е веројатноста и детето да го наследи истото, и токму затоа, како што и самата директорка на Здравствен дом нагласува, многу е важно уште од најрана возраст децата да бидат испитувани за нивните очи, така што оваа услуга ете од денеска ја има овде и во поликлиниката Букурешт. Студио.